По повеќе од 4 месеци откако беа првично поднесени интерпелациите, конечно во собранието на дневен ред стигна изгласувањето доверба за министерот за правда Бојан Маричиќ и вице-премиерот за борба против корупцијата Љупчо Николовски. Ова дојде откако ВМРО ДПМН не мораше официјално повторно ги поднесе интерпелациите, бидејќи собранискиот спикер Талат Џафери не ги стави на дневен ред на седницата на која се гласаше доверба за првиот човек на полицијата Оливер Спасовски. Интерпелацијата за Николовски опозицијата поднесува поради како што велат најлошите бројки кои државата ги има во секторот кој е негова надлежност. Македонија настои 11 место на листата на Transparency International за борба против корупцијата во светски размери, во друштво со Панама, Уганда, Занзибар и други слични земји, дека е потребна одговорност од Николовски и Маричиќ, опозицијата повтори на последната седница кога гласањето доверба за нив не беше ставено на дневен ред. Побаравме на денешната седница да се стават на дневен ред интерпелациите за Љупчо Николовски и Бојан Маричиќ. Граѓаните секојдневно се сведоци за зголемен степен на корупција. Граѓаните секојдневно гледаат дека ниту еден чекор не е насочен кон реформа на правосудството. Тоа го нотираат и сите релевантни меѓународни институции. Како причина за интерпелацијата за Маричиќ се наведува политизираното обвинителство и заробеното судство. Уште кога најави интерпелацијата од ВМРО ДПМН кажаа дека Македонија е земја која светот е гледана како црна дупка во Европа, точка на криминал, рекет, мито и корупција. Повеќе од година дена немаме разрешница за најголемата рекетарска афера во Европа. Бојан Јовановски, кој сите го видовме со полна торба пари, во судница кажа дека парите од рекетот да се бараат кај Зоран и Вице Заев. А обвинителството не ги ни повика ниту на распитување. Сите го видовме Ден Дончев како трпа туциња пари во торба, а јавното обвинителство требаше барем да започне истрага каде завршија парите. Овие интерпелации доаѓаат во период кога беа откриени поголем број афери, а за онаа првата со давањето на најмалку 215 пасоши на светски познати наркобосови и криминалци во судски процес за сега осудени или им се суди само на обични службеници од МВР, но не и на некоја покрупна риба.